земаат тие проекти не се тераат до крај, не се извршуваат и не се имплементираат така како што треба, во нези случаи воопшто. Како да речеме школски пример, ќе ја земам токму конференцијата за правата на децата, која што prethodно ја споменали председателот Змејанец. Значи, тоа е стратегија за која што имаше конкурс и кој конкурс го доби граѓанската организација Негаши и на која неколку работници последователни буквално децата за децата донесоа заклучок тоа како треба ние да ги напредуваме правата. Зашто е битно за што работници? Сакам да кажам дека во тој процес немаше никакво влијание на притисоци од некои надворешни фактори, како например возрастните, токму ние, децата, бевме тие кои што ја креиравме таа стратегија. Мене лично многу ме повредила, лично, верувам дека ова е случајот и за повеќето активисти, што таа конференција буквално стои само во филм. Ние од тоа никаква имплементација не видовме. И особено сега би се осврнал на втората точка во самата конференција, која што се однесува на родителското учество. Значи, јас имам особена пасија за тој дел, затоа што на некој начин сметам дека од се ова е субјективно, и тоа се мислам дека е најважно. Во таа точка се разработуваат многу елементи меѓу кои активноста на родителскиот совет, кој што постои како младински совет во град Скопје. Видите, за тој младински совет младите не знаат кој е тој парадокс. Градот Скопје распишува конкурс за пребројање на членови во младинскиот совет на град Скопје. А пред тоа тој младински конкурс не допира до владите. Те го закачуваат на нивниот, го прикачуваат на нивниот вебсайт, и чекуваат дека младите така интуитивно ќе им текне да се обратат на вебсайт на град Скопје, за да прочитат што има ново. Значи, младите се знаат каде се. Младите се во училиштата, на факултетите, зависи некако возраста, пошто конкретно може да се пријават лица од 15 до 29 години. Младите се на социјалните мрежи и тоа на одредени социјални мрежи повеќе и почесто како на други. Што значи дека ако имаме ние некоја порака, или генерално, или конкретно во овој случај, ако таа порака сакаме да ја допраме во одредена таргет група, треба ние прво да анализираме таа таргет група каде се наоѓа, а не тие само, значи, тој документ може да стои на вебсайт и треба да стои како формално правен акт, како нешто на кој што учениците може да се осврнат за да видат зашто точно станува збор. Меѓутоа, комуникацијата, односно информацијата, треба да биде пренесена преку извори во кои што се затекнати младите најдобри. Така ние си се грижиме за правата на децата. Така може ние нешто суштински да промениме во состојањето кон овој свет. Така би сакал како еден завршен говор, завршна реченица, допатам порака до не само до општините и не само до родителите, туку и до младите директно. Демократијата и демократските вредности се негуваат не само дома во семејството, туку се негуваат и во поширока смисла во општеството. Мора ние секојдневно да работиме и да се бориме, во буквална смисла на збор, се бориме за нашите права. На англиски има една поговорка freedom isn't free. Тоа е многу точно. Не може да ние да очекуваме буквално од небо да ни падне нашите права. И покрај тоа што ние ги заслужуваме, тоа ние треба да се избориме. И како за на крај да се осврнам на тоа што кажа претседничката пред мене Огница. Младите, значи, идното време не доаѓа. Младите се тука. Ние сме тука. Дојдени сме. Нашето време е сега. Ние сега носиме промени. Не утре. Не благодарам.